Додека верниците ги учи на скромност, МПЦ ја зголемува својата улога во бизнисот со градежните парцели кои ги поседува. МПЦ го надмина ФИКОМ, додека чека имот од државата, МПЦ-ОА купува земјиште за цркви. МПЦ ја потресе нов финансиски скандал. Ова се само дел од насловите кои кружеа минатите години. Сега МПЦ повторно се споменува во градежен бизнис. На 25 октомври годинава фирмата МГ Фешн и фирмата обновители на МПЦ од државата откупиле парцела од 9048 метри квадратни во строгиот центар на градот, како основ дека веќе поседуваат 30% од градежната парцела. Црквата уште во 2010 година се регистрирала фирма за вакви цели. Како сопственици се јавуваат МПЦ и Зоран Антиќ, кој заедно со својата сопруга ја поседува и МГ Фешн. Антиќ учествувал со паричен влог од 424.000 денари, а МПЦ со непаричен влог од над 147 милиони денари. Приоритетна дејност на фирмата обновители е изградба на стамбени и нестамбени згради, а како управители се заведен извесен Сашо Данаиловски и отец Вичко Гочевски од село Кадино. Фирмата 6 пати правела измена во Централниот регистар. Последната промена е заведена во март годинава, со која се интервенирало во основачкиот договор. На телефонските броеви кои ги добивме од управителите, ни се јавија нивни роднини и одбија да ни дадат точен телефонски број. Завртевме и во Скопската епархија. Отец Ванчо, кој ни беше посочен за контакт, ни спушти слушалка кога слушна дека сме од телевизија. Никого не добивме, ниту во Лешочкиот манастир, кој е вистинскиот собственик на земјиштето во центар. Единствено владиката Тимотеј ни одговори на повигот, но негираше било каква поврзаност со парцелата во центар и со фирмата обновители. Не е тој во мој домен и ништо не знам и не можам ништо да кажам. На манастирот Свети Атанасије Лешочки. Така, а дали може да ми кажете нешто повеќе за фирмата обновители која е во собственост на МПЦ? Не е на собственост на МПЦ. Како? Да си е собственост на некој друг. Во документите кои ние ги добивме од Централниот регистар велат дека еден од може, јас не сум инволвиран и не знам ништо. Јас не сум информиран, не знам. И не ме интересира тоа, не е моја работа едноставно. На местото каде сега ќе се гради, во време на претходната власт беа планирани 60 катници, а сега откако продажбата е направена и новите власти и фирмата МГ Фешн за еден ТВ потврдија дека зградите кои ќе се градат нема да бидат толку високи, а МПЦ ќе добие станови и деловен простор. Парцелата ја купиле за сума од близу 3 милиони евра или 312 евра за метар квадратен. Собствениците на МГ Фешн Зоран и Тања Антиќ не сакаа да одговорат на нашите прашања детално и пред камера, туку само ни испратија писмен одговор. Во постапкава МПЦ нема учествувано во купување на градежната парцела. Цената на градежното земјиште се пресметува согласно уредбата од владата на Република Македонија за висината на цената на градежното земјиште собственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за оттуѓување. Во текот на постапката на оттуѓување на градежното земјиште добиено и позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Македонија. Во моментов не е изготвена проектна документација за евентуалната градба, па од тие причини не се знае колкави објекти и со која висина ќе се гради на просторот. Намерата на инвеститорот е да изгради современи објекти од категорија А2, домување во стамбени објекти и објекти од категорија Б за комерцијални и деловна намена. Во секој случај на локацијата нема да се градат 60 катни згради. Во контакт сме со неколку реномирани странски проектантски фирми кои работат на концептот на уредување на просторот. Објектите ќе се градат согласно највисоките светски стандарди како енергетски ефикасни објекти. Целиот простор ќе се оплемени со зелени површини како во партерот, така и во самите објекти на нивните кровови. Во моментов немаме никаква проектно-техничка документација и немаме добиено било какви одобренија или дозволи за градба. Новите власти кои го склучија последниот договор за продажба на земјиштето не гледаат ништо спорно во оваа постапка. Тие се фирми кои што се, сега знам дека Fashion Group и другата мислам дека не би навлегувал, можам во писмена форма да ви ги доставам точно сите податоци за цената, се разбира и за фирмите кои што се дадов некаде некој од телевизиите беше
заинтересирана, доставивме информација, така апсолутно немам никаква дилема. Се е согласно закон за градежно земјиште и тука ми е апсолутно чисто сето. Сепак, остануваат неодговорени прашањата кои се однесуваат на црквата. Македонската православна црква добива парични средства од буџетот, а не плаќа никаков данок на државата. Речи си е невозможно да се дознае колкава сума инкасира црквата од парите кои верниците секојдневно ги оставаат. Имотот на црквата е огромен и повеќе од очигледно е дека МПЦ е активен бизнис партнер во градежните сделки. Јавноста нема податок каде и како црквата ги користи парите кои се на располагање. Единствен видлив трак од трошењето на парите од страна на свештените лица е возниот парк кој тие го поседуваат и луксузните автомобили во кој може да се забележат. Скандал предизвика и луксузниот глисер од 180.000 евра, кој минатата година беше забележан пред Калишкиот манастир, а МПЦ ревносно се огласни дека само го чува глисерот и се закани со тужби на медиумите за објавените текстови. Скандали ја пратат МПЦ деценија наназад. Во 2007-та МПЦ беше во медиумите кога го стави под хипотека хотелот Изгрев во Струга како гаранција за банкарски кредит, а една година порано јавноста реагираше за скандалот го Врлево, кога МПЦ сакаше да продаде имот на кој се наоѓаат цркви и манастири. Во изминатите години црквата ги правдаше своите фирми и бизнис сделки како дозволени од законот. Она што е очигледно е дека имотот и финансиите на оваа организација ослободена од давачки се во постојан раст, но никој не одговара колку заработило дел од раководството на МПЦ од парите на верниците и на даночните обврзници.